Така, почитувани, ние продолжуваме понатаму со специјалното издание на Студио 1 директно од Охридот Голден Бич. А освен угостителските објекти, генерално градот, празникот 2 август, односно државниот празник Илинден, ги преполни и плажите во Охрид, што е дополнителна работа во рацете на спасувачите, професионални спасувачи, како и волонтерите од Црвениот крст. Токму на оваа тема во студиото со нас е господинот Антонио Додевски, со кој ќе разговараме повеќе околу нивните активности. Вие периодов работите, пред се, всушност добре дојдовте во нашето студио. И вие периодов работите на еден проект кој што е меѓуграничен проект со соседна Албанија околу спасувачки пунктови во Охридското езеро и околните планини. Што всушност представува овој проект, дали можете повеќе детали да ни кажете и какво е неговото значење генерално за безбедноста на туристите? Секако, значи проектот, името на проектот е регионот Охридско езеро, безбедна дестинација за авантуристички туризам. Проектот е финансиран преку програмата за прекугранична соработка на Европската унија и основната цел на овој проект е зголемување на можностите за развој на авантуристички туризам преку подобрување на безбедноста, која што е еден од клучните сегменти во развојот на авантуристичкиот туризам. Проектот го реализира Општинската организација на Црвен крст од Охрид, која што е носител на проектот и секако имаме партнер од другата страна на границата, бидејќи тоа го наложуваат правилата на ИПА 2 програмата. Имаме партнер, тоа е Центарот за животна средина и развој на туризам и одржлив развој од Албанија. Заеднички дојдовме на ова идеја и да, значи, заеднички сакаме да го направиме на вистина регионот да биде побезбедна дестинација за развој на вакви форми на туризам. Она што ќе го направиме како активности во проектот се формирање на служба за спасување на вода на албанската страна од границата, односно на сите, мислам дека се 10 плажи во регионот на Поградец, од другата страна. Извинете, значи дека во моментов нема или? Да, во моментов досега немало никогаш служба за спасување од другата страна на границата. Единствено во последниве 12 години функционираше Центарот за безбедност на вода во Охрид и станицата за спасување во Струга, кој што Охридско-Струшкото крајбрежје комплетно го обезбедувавме веќе десетина години. Меѓутоа другата страна од границата, односно од езерото, беше необезбедена. Преку овој проект целта е да подигнеме нивото на квалитет на службите на двете страни и веќе од оваа година, бидејќи деновиве завршува првата обука за спасувачи на вода во албанската страна, опремата е веќе набавена и ќе можат 10 капалишта да бидат комплетно опремени и да почне да работи таа служба на албанската страна. Додека на македонската страна, бидејќи веќе спомнавме дека повеќе од 10 години работиме интензивно на развој на Центарот за спасување на вода, кој што работи солидно со солиден капацитет, ние одлучивме да направиме надградба и малку и појачување на капацитетите на единицата за спасување на планини и непристапни терени, која исто така функционира веќе 16 години од 2002 година во рамки на Црвен крст Охрид, меѓутоа бидејќи не е решено да речем законски, односно нема здрава основа за изнајдување на финансии во овој дел, во така наречена клиничка смрт, доколку можеме да кажеме. Па не би рекол, ние го одржувавме многу живо спасувањето на планина, меѓутоа почиваше целата работа на големиот ентузијазам на волонтерите, алпинисти кои ја сочинува оваа служба. Многу се подпиравме на пријателите во минатото кои ги имавме од Германија, од други земји кои ни помагаа со некоја опрема која минимум можеше да функционира. Меѓутоа сега во рамки на овој проект ќе биде купена и веќе е обезбедена најсовремена опрема за спасување. Моментално можам да се пофалам и нескромно да кажам дека во Македонија па и пошироко ја имаме најсовремената опрема за спасување во планина. Обезбедивме исто едно ново теренско возило кое што е опремено со амбулантска опрема, кое што може на потежок терен да врши транспорт на повредени болни лица. Исто така Црвен крст на Република Македонија ни помогна со уште едно половно теренско возило кое што буквално ни овозможува да стигнеме на сите непристапни места во регионот, така што по завршување на овој проект ние ќе имаме една здрава основа за да развиваме сериозна служба за туризам. Да. Меѓутоа годинава пред неколку денови впрочем Охридското езеро ја зема и првата жртва, релативно млад живот, 98 беше давеникот. Дали можеме да зборуваме тука за дека можеби спасувачките екипи потврлиле или самиот факт што е прв и единствен случај зборува за тоа дека вашата работа всушност
раѓа плод, односно дека нема се избегнуваат поголеми. Да, многу е неблагодарно врз основа на бројките да судиме дали нашите колеги од делот за спасување на вода ја завршиле добро работата или лошо затоа што се случила несреќа. Може би во меѓувреме тие спасиле многу други случаи за да не дојде до трагични последици. Меѓутоа, јас би сакал да напоменам нешто друго. Очигледно е дека оние капалишта кои немаат соодветни тимови за спасување на вода, дека се најпогодени во вакви случаи. Конкретно овој случај, диви да. плажи или Па места каде што индивидуално се одбира. врз основа на тоа како е уредено капалиштето, буквално може да сметаме дека се диви, бидејќи оние правила кои функционираат, кои важат во Република Македонија не се почитуваат на овие капалишта. Сега од друга страна на тие капалишта некои други констатираат дека не се издадени под концесија и едноставно не е дефинирана одговорноста. Според мене мислам дека сета ова работа може многу едноставно да се реши само со измени во правилникот за уредување и обележување на капалиштата. Во таа насока кои би биле вашите препораки до пливачите, со оглед на тоа што не можете да ги контролирате дали тие ќе пливаат на плажи на вакви капалишта или пак ќе идат на некаде каде што е да речеме дива плажа. Капачите, корисниците на капалиштата одат на секојаш на своја одговорност на капалиштата. Препораките се да ги почитуваат правилата, да значи првенствено да одат на плажи и капалишта кои се обезбедени, на кои што има 8 часовна присуство на спасувачи на вода, да ги почитуваат правилата и препораките од спасувачите, да се држат до обележаните зони кои се предвидени за пливање, да не излегуваат надвор од овие зони доколку не се чувствуваат подготвени за тоа и многу да бидат внимателни со користење на реквизити на вода како што се педалинки, душеци и слично, бидејќи иако понекогаш изгледа дека овие реквизити се непотопливи, дека не може да им се случи некаков проблем, дека истите имаат кај педалините посебно дека имаат погони, дека можат да ги контролираат ситуациите. Верувајте, значи кога ќе се случи невреме, кога ќе дувне силен ветар, тој погон не е доволен да можат луѓето да се вратат назад. Многу често сме имале случаи кога лица на педалини поради силен ветар се едноставно ги носи самото време подалеку од брегот и не може да се вратат назад. Во тој контекст, кога за жал, кога има некоја несреќа, преку медиумите, нели, тоа станува еден настан и дознаваат сите, меѓутоа успешната приказна многу ретко доаѓа до внимание. Со оглед на тоа што во Охридското езеро, освен педалините, има и уште некои други слични реквизити за вода, кои се најчестите интервенции на Црвениот крст? Најголем број интервенции, јас можам исто да кажам да еден факт кој што не е познат во јавноста, ние секоја година имаме преку 500 интервенции. Значи ова е една фрапантна бројка можеби, од кој што во просек се движат некаде околу 35 до 40 измекувања на давеници. А дали тоа е најчесто со луѓе кои што залутале со својата педалина или Не, сега не зборуваме, значи има тука и педалини, меѓутоа затоа велам извлечени давеници, Како значи педалиниот состав, дали се повеќе повозрасни лица или пак станува збор за можеби помлади? Најчесто станува збор за помлади лица, имало случаи и на повозрасни, но најчесто се помлади лица кои што многу често не ги почитуваат основните правила. Значи, после обилни оброци влегување во вода, по конзумирање на алкохол влегување во вода, без соодветно реална проценка на сопствените можности, влегување, пливање во средини кои што за нив не се соодветни, односно на нивните познавања и капацитети, и најчесто настануваат тие проблеми. Меѓутоа, еве, самите бројки, самата статистика покажува дека присуството на спасувачи на плажа 8 часовно на ден вродува со плод. Иако не кажав дека имаме многу поголем број интервенции на копно кои се случуваат, на разни здравствени состојби кои се случуваат, губење на свест, епилептични напади, срцеви напади на плажа, секогаш спасителите интервенираат и во тие случаи. Во добра координација сме со итната медицинска помош, со останатите служби, така што Во овие големи гужви претпоставам се случува доаѓа често пати до залутување на малолетни лица. Дали такви случаи? Да, имаме, и тоа е исто интересно прашање, имаме на многу, значи мали, на најмладата возраст, значи најчесто се дечиња на возраст околу 5 до 7 години, кои што едноставно во гужвата си ги губат своите родители. Некогаш потрагите на овие лица траат и по неколку часови. Меѓутоа, со оглед на тоа дека нашите спасувачи се распоредени на сите капалишта, имаме многу добар систем за радиокомуникација меѓу себе, брзо оди потрагата и
најчесто се пронаоѓаат надвор од водената површина, меѓутоа во тој период на потрага секако паниката кај родителите е присутна. Неретко се случувало и возрастни луѓе да имаме да ги пребаруваме кога фамилијата пријавува дека повеќе од час и пол, два не се излезени од вода, меѓутоа досега не сме имале трагичен случај. Сите овие случаи завршиле успешно и среќни. Така, бидејќи веќе сме кон крајот на ова ваше гостување, би сакале да прашаме само дали можете да кажете дека сте доволно екипирани за да обслужите генерално една туристичка сезона во Охрид и особено кога станува збор за вакви викенди кога се очекува голем наплив на туристи или евентуално доколку колегата Чаловски сака да се надоврзи доколку има дополнително прашање. Повелете на прашањето на Баневски. Да, јас би можел многу повеќе да зборувам во делот на единицата за спасување на планина. Со оглед на тоа дека и претходните години сме ги покривале сите густи периоди, така наречени густи периоди во сезоната и сме имале голем број интервенции, меѓутоа не ни се случило да имаме, да речеме, две несреќи па да не можеме да одговориме на двете. Сега во рамките на овој проект имаме обезбедено многу пософистицирана опрема, дури можеме да формираме 2-3 тимови кои можат независно да функционираат, така што во делот на спасување на планина апсолутно тврдам дека можеме во овој момент да одговориме на сите предизвици кои што нашиот регион би можеле да се случат. Исто така верувам дека колегите од Центарот за спасување на вода се максимално подготвени. Во функција се 5 чамци за спасување кои патролираат редовно. Сите капалишта кои што согласно правилникот за уредување и обележување на капалишта имаат ангажирано тимови за спасување, имаат редовно присуство на спасители кои можат во момент да интервенираат, така што се надевам исто така и дека нема да имаме некоја посебна работа, дека едноставно ќе бидеме само во будна состојба и дека сезоната ќе поминува онака како што се надеваме дека и охриѓани и генерално и туристите ќе се чувствуваат безбедни или ќе можат да уживаат во. Јас би сакал да е така и она што го работиме веќе 16 години да навистина да пројави вакви чувства кај сите гости. Господин Додевски, освен охриѓани кои што волонтираат во Црвениот крст, за време на летниот период имате волонтери кои што доаѓаат од други градови? Да, и ова е исто интересно прашање. Во Центарот за спасување на вода има многу спасители кои се од други градови и кои што одреден период од летната сезона се пријавуваат и волонтираат или работат како спасители на капалиштата. Во службата за спасување на планина досега немаме, меѓутоа добре дојдени се сите, особено сега бидејќи во рамки на проектот имаме планирана обука за нови спасители на планина, со кој што планираме да прошириме екипата и апелираме и вака јавно, особено до жители на Струга, на Вевчани, Дебарца, па и Ресен да се пријават бидејќи идната служба за спасување планирано да го покрива целиот овој регион, така што имаме простор, значи, на една квалитетна обука која апсолутно бесплатно ќе ја даваме на сите заинтересирани да волонтираат. Така. Благодариме за вашето гостување, тоа што се одзовте на нашата покана и секако се надеваме дека ќе имате што помалку интервенции и без несреќни случаи. Јас ви благодарам на поканата и на сите гледачи го честитам денешниот голем празник Илинден. Посакувам се најдобро. И ние ви го честитаме празникот, а вие почитувани останете и натаму со нашата програма. По кратката пауза се враќаме со останатите содржини предвидени во специјалното летно издание на Студио 1. Летно издание на Студио 1.